Добар ден, почитувани, започува уште една нова Телма амбулант. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Многу луѓе се жалат на болки во коленото. Велат имаат артроза, гонартроза, остеоартритис. Се работи за најчестото заболување на коленото, кое што се должи на оштетувањето на рскавицата на зглобот на коленото. Постои ли начин да се спречат дегенеративните промени во коленото и што ги предизвикува? Дали има некоја опција, некоја можност да се регенерира веќе оштетената рскавица? Што е со оние инекции што се стават директно во коленото и содржат хиалурон или пак плазма богата со тромбоцити? Процедура позната како PRP, дали таа може да овозможи некакво подобрување? Кои пациенти се кандидати за операција? Денес имаме навистина многу прашања поврзани со болката во коленото и ќе ги поставиме на професор доктор Константин Митев, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по травматологија во клиничката болница Жан Митрев. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа, почитувани, започува денешниот разговор. Професор доктор Константин Митев, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по травматологија во клиничката болница Жан Митрев е денеска во студиото на Телма и со него ќе проговориме за болките во коленото, поточно за гонартрозата. Докторе, добар ден. Добар ден. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Денеска имаме интересна тема, бидејќи многу се чести болките во коленото. Зошто толку често страда овој зглоб? Сложена ли е неговата структура? Знаеме дека е оптоварен, но сепак голем дел од пациентите кои што бараат некаква помош поврзана со зглобовите се однесуваат на овој проблем. Па да, еве денеска, значи во амбуланта од 12 прегледа 7 беа пациенти кои што се жалат на болки во коленото, што значи огромен е процентот на луѓето кои што имаат вакви проблеми, ваков непријатност, чувство на дискомфорт, чувство на крцкање, сето тоа ги носи пациентите кај нас. Морам да кажам, реално сум задоволен затоа што голем број од луѓето почнаа и многу порано да доаѓаат овде на преглед, дури на превентивни, на скрининг, значи на прегледи кои што се во почеток. Значи наоѓаме голем број на оштетување на зглобна рска во почетна фаза, што ни е многу битно затоа што резултатите се подобри, исходот е подобар и нормално и прогнозата подобра. Зашто коленото? Коленото е специфичен комплексен зглоб, иначе во него учествуваат 3 коски, значи коска од подколеницата, од надколеницата и чашката, која што еден интересен факт за чашката е дека таа исто како и ретината на окото представува еден дел, значи од коскена структура кој што е буквално индивидуален или уникатен за секој човек. Се смета дека дури за толку е градбата различна кај секој од нив, може да се одредува буквално како ретина на око или како отисок од прст. Дека секој има своја различна. Тоа е чашката, да. Таа е чашката или патела, која што се наоѓа буквално на покривот на колениот зглоб и која што е, нели, одма под кожата, има таква специфична и градба и спрема неа можеме да одредиме и голем број на потешкоти или оштетувања што се наоѓаат во коленото, се предизвикани баш поради ова движење на оваа чашка врз делот на овој комплексен зглоб. Инаку, коленото мора одма да назначиме дека е составено од меки и од тврди структури. Тоа е значајно затоа што во сите примати коленото кај човекот единствено дозволува исправен од на две нозе, за разлика од сите други, затоа што таму нема закочување на коленото, само кај човек има блокирање на крајна фаза и можност да коленото застане и да можете да се движите буквално цело време на две нозе. Тоа е еден интересен феномен и е составено од овие структури кои што се компатибилни, значи една конгруенција идеална помеѓу подколеницата и надколеницата и едно капаче одозгора кое што е служи во овозможување на нормалната биомеханика на коленото. Меките структури како што се лигаменти, тие можеме да ги спомнеме како еден неизоставен и многу важен дел во оваа биомеханика и статика на коленото, учествуваат во зависност од тоа дали се странични, дали се предни, дали се задни, комплетно во добивање на стабилноста на зглобот. Кога ќе се јави болка во коленото, што значи ако некому поставите диагноза артроза, односно гонартроза? Што е оштетено?
од овие сите делови? Да, артроза, значи по дефиниција значи оштетена или изабена зглобна раскавица. Зглобна раскавица е специјализиран орган кој што ги покрива зглобните површини. Значи тоа не е целиот зглоб. Тоа е само една дебелина од некој. Така тука ќе можеме да погледнеме едни фотографии кои што се однесуваат токму на артрозата. За да полесно го разберат тоа што го збориме. Ова не е тоа, значи ќе ги пуштат фотографиите во текот на тоа значи дека таа зглобна раскавица која што ги покрива зглобните површини е глатка, мазна, анеурална, аваскуларна структура која што служи за идеално движење или подмачкување на зглобните површини со цел за нормална активација, за нормална статика и биомеханика на коленото како зглоб. Што значи, кога имаме оштетување од различен степен може да биде, одма имаме, еве да кажеме, условно неконгруентни површини или чувство на крцкање, болка, нерамнини. Јас многу го опишувам тоа на пациентите дека од нешто што сте имале раме на асфалт или пат, сега одеднаш имате калдерма. Значи, осеќате дека нешто, движењето на тие зглобни површини едно преку друго не е идеално и се јавуваат тие застојни. Тука можеме да видиме на фотографијата како се оштетува. Да, значи тоа со плавото што го гледате на сликите, тоа е таа зглобна раскавица. На местото, значи тоа црвена површина представува оштетен дел, значи од таа идеална зглобна раскавица, која што на тоа место веќе не може да се движи едното преку другото по идеални површини, по мазни, конгруентни површини и поради тоа се јавува крцкање, болка, оток, течност, стварање и така натаму. Сето тоа е еден јасен приказ дека најчестата форма или дегенерација или ејджинг процес, старење, која што на жалост е процес кој што е неминовен, поврзан. Неизбежно, кај сите ќе се јави. Кај сите апсолутно, да. Така. Нели, многу често тоа поврзано со хормонскиот дисбаланс, затоа се смета дека кај жените е поагресивно, посебно во периодот значи на менопауза, кога имаме еден хормонски дисбаланс кој што во текот на хормонски активна популација го движи зглобот и ја прави ова одлична биомеханика и служи за нормална функција и статика на колениот зглоб. Еве можеме да видиме тоа како функционира. Да. На која возраст, доктор, обично се забележуваат првите проблеми со колената? Мора да се назначи дека дали станува збор за дегенеративно или за посттравматски. Значи, посттравматски мора да напоменеме дека голем број од спортисти кои што имаат интензивно трошење во текот на нивниот професионален век, имаат и многу порано оштетена зглобна раскавица од нормалната популација. Дали се тоа само спортистите или обичните луѓе кои што одлучуваат да джогираат секое утро, да речеме? Да. Ќе направат и тие таков проблем? Апсолутно, меѓутоа затоа порано имаше западните земји и таа англосаксонска некоја култура која што се сметаше дека джогинг е најдобра работа за коленото. И ден денес и тогаш, и сега збориме дека реално за колениот зглоб многу подобар е возење велосипед или пливање, него трчање. Зошто? Затоа што импактот што се случува врз различни подлоги, со различни патики, во различни нерамни површини, предизвикуваат огромно оптеретување на зглобната раскавица, која што апсолутно со тек на векот се троши. Така да се смета дека секое кило тежина или, еве да кажеме условно, секоја значи луѓе што се обезни или да кажеме има прекумерна тежина. Прекумерна тежина, еве да не кажеме дебели луѓе, имаат огромно оптеретување по 4-5 пати или по 5 кило у однос на нормалното. 1 килограм вели, секој килограм како 5 килограм е додатно оптеретување. Или по дури 4 пати зголемено стрес оптеретување. Што значи дека замислете вие како изгледа тоа по скали, симнување и качување или по планина, тоа е огромно оптеретување за колената кое што таа раскавица од некои 4-5 милиметра треба да го држи таа цела тежина и тоа оптеретување без да се оштети. Што значи тоа е една совршена градба на една зглобна раскавица, меѓутоа со тек на време, со губење на квалитет доаѓа и до нејзино оштетување. Постои ли тука и некаква генетика? Има ли семејства во кои што овој проблем се јавува почесто во споредба со други? Да, тоа се многу чести прашања на луѓе кои доаѓаат секојдневно кај нас. Мора да кажеме дека генетиката, уште од Крики Вотсон, кој ја открил ДНК и кој ја видел таа спирална градба на тој генетски код, се смета дека
во настанокот на било какво оштетување од секаква природа, огромно влијание има генетската информација, што значи преносот фамилиарен, значи на тој пренос на таа генетска информација од значи од родител на деца апсолутно има огромно влијание. Меѓутоа тука имаат и голем број на други фактори. Значи тоа се хормонски, значи рековме тежина, исхрана, квалитет на мускули и така натаму и така натаму, значи една лепеза од преку 20 на фактори кои што учествуваат во оштетување на оваа зглобна рскавица. А има ли некакви болести кои што може да доведат до оштетување на рскавицата на коленото? Да, секогаш од овде мора да назначиме дека сите вирусни, бактериски, па и другите од овде заболувања, значи може да предизвикаат оштетена зглобна рскавица. Секоја вирусна инфекција? Па многу, сега знаете како, тоа исто беше за короната, многу, да кажеме, условно да кажам и една енигма за голем број од нашата патологија од ортопедска травматолошка, затоа што се докажа понатаму дека вирусот на корона има огромни последици потоа и по локомоторниот систем и по оштетени зглобни рскавици. Зошто е тоа така? Се смета дека вирусот, значи мембраната на зглобот е многу слична како слузокожата на грлото, слузокожата на носот и буквално организмот свој не ја препознава, значи мембраната на коленото како своја и буквално се штити лекувајќи го самиот организам, активирајќи се против вирусот во грлото или во носот, делува директно и си го штетува апсолутно и тоа се вика аутоимуна реакција. Затоа тоа е многу често исто и кај деца, голем број на и во колки во колена. А и во коленото може. Исто има, се жалат на болки, луѓето мислат дека ги лечат од коленото, а проблемот е на сосема друго место. И затоа денеска имаме и неколку студии од овде, што почнавме да ги анализираме, да гледаме дека голем број од бактериите кои што се во нос кај деца, као стафилокок ауреус, стрептокок, се поврзани со синовити реактивни во коленото, во колкот, и затоа кога имаме таква реакција, посебно кај деца, оттечени колена, болни колена, треба да се помисли дека може не станува збор за оштетена зглобна раскавица директно, примерно, него е на некое друго место проблемот, кој е потоа како секундарно имаме реакција на зглобната капсула и формирање на оток и болка во колено. Но сепак тие може да се јават најнапред на ортопед, така да се направи да се види дали има излив, каков е тој излив, што се излива? Да, се излива, значи самата синовија или таа зглобна капсула има лачи течност која што служи за подмачкување. Тоа е нормален процес и тоа овозможува да нормално зглобуваат зглобните површини и да нема болка, да има соодветно подмачкување, не би требало да има никаков проблем. Меѓутоа, ако поради некоја причина има обструкција на тоа да не може да таа синовија да се абсорбира, значи таа синовијална течност, или ако е прекомерно лачење на таа течност, се јавува што викаат вода во колено или имам течност во коленото, треба да се извади, поради тоа ми се јавуваат тие болки. А се случува понекогаш да се сопнеме, да паднеме, и тоа директно на колено? Да. Ке ни ја оштетили рскавицата? Да, тоа е исто, тоа е реално травматска повреда која што постои, да кажеме, преку 35% од сите повреди кои што се поврзани со лигаменти, со коски, секогаш страда и зглобната раскавица. Посебно тој директен импакт, и затоа се смета дека скокањето од висина, као атлетичарите, потоа, например, падобран, скокови, значи сите активности кои што се поврзани со директен импакт може да направат оштетена зглобна раскавица. И тоа е исто така добро да се знае. Да. Удиме понатаму со разгледување на сите овие аспекти поврзани со болката во коленото, доколку имаме оштетена раскавица на едното колено. Дали тоа значи дека ќе ни се оштети раскавицата и на другото колено? Или обично и двете истовремено раскавици пропаѓаат? Значи, дегенерацијата е процес на целиот организам. Во основа не пропаѓаат само раскавиците на колената. И на останатите зглобови? Апсолутно, само со различна динамика. Значи, ако започне пропаѓањето на раскавицата на еден зглоб, треба да очекуваме и на останатите дека ќе се треба да знаете дека тоа е процес, затоа кажуваме од овде дека покрај генетскиот код, значи таа генетска информација што е пренесена, туку учествува, значи, хормонски дисбаланс, значи оштетување при зголемени активности, несоодветна мускулна скелетна градба и така натаму. Може ли умата да ни оштети? Апсолутно, тоа е процес
Основно, тоа е принцип кој што се базира баш тој реуматоиден артрит, да буквално директно ги оштетува зглобните раскавици. Ги споменавте симптомите на почетокот на емисијата, но јас би сакала малку подетално да ни опишете болката која што е поврзана со гонартрозата. Еве не боли коленото на капачето, тука напред. Значи ли тоа гонартроза? Некош не болат од страна, тука, или позади зглобот? Значи, важно ли каде ја чувствуваме болката? Апсолутно, да. Процесот воопшто, значи на анамнеза и диагностика е изузетно значаен. Значи денеска постојат толку софистицирани методи за да се открие буквално на кој дел секоја зглобна, значи секоја структура што го формира зглобот може да се визуализира и да се 3D мапинг да се направи на буквално на секој дел. Тоа значи дека од прегледот, од клиничкото испитување кога започнува лекарот специјалист да го со помош на анамнеза се вика, па диагностички тестови кои што служат за одредување на кој дел, во која состојба, на која позиција, при максимално исправање, при максимално виткање, сето тоа си има своји некои индикации во кој правец не носи. Понатаму, денеска одлично средство е ултразвук, една многу безбедна, софистицирана, совршена, апсолутно. Се гледа зглобната раскавица и нормално како златен стандард денеска магнетна резонанца, затоа што нема зрачење, а е метода која што постојат и мапинг, значи тоа е со контраст, со додатоци на контрастни средства, да буквално се визуализира и најмала пукнатина или дефект во полнење кој што ќе ни дава дека има на одреден дел од зглобната раскавица некој проблем. Тоа е многу значајно за да се фати на почеток, за да можат да се спроведат сите понатамошни од овде диагностички исследувања и нормално соодветен третман. Само ме прашам, рентгенска снимка значи не е доволно? Не, рентгенска слика е апсолутно метода која што служи, си има своји предности, посебно во ние ја дефинираме како одредување на правилна акса на коленото. Самото, вие сте чуле за X нозе, за 0 нозе, криви и така натаму, или рекурватум, враќање назад. Со тоа можеме, со рентген сликата, буквално да одредиме правецот на оптеретување кое што започнува доле од стапалото па до колкот и тоа искривување на каде, на кое место ќе очекуваме дека има оштетување на зглобна раскавица. Според тоа се гледа каде е стеснет просторот, каде буквалната конгруенција е нарушена. Значи на некое место скоро и да нема зглоб, на другото има поголема зглобна празнина, што значи дека од сите тие методи диагностички може да се даде екзактна диагностика на проблемот што пациентот го има. И сега тука се наметнува прашањето кој е оштетена зглобната раскавица, постои ли некаков начин за незино регенерирање? Да, тоа е човекот што ќе го направи тоа ќе добие Нобелова награда дефинитивно. Постојат огромен број на методи и кога постојат огромен број се знае дека ниеден не е 100% успешен. Денешно време е последните неколку години на сите состаноци што сме како дел од така наречена регенеративна медицина се трудиме да се донесат ставови кои што ќе се базираат на регенерација. Тоа подразбира комплетно регенерирање и комплетно обновување и интеграција на старата состојба. Тоа е изузетно тешко. Значи, ја буквално работев во Германија каде што правевме и трансплантација на раскавица и никогаш не се враќа 100%. Значи дури и на трансплантација од свој дел, апсолутно, на автотрансплантација ставате свој дел од друго место, преминот помеѓу здравото и значи тоа што го взимате графтот и она што е од страна околното ткиво, секогаш завршува со нецелосна раскавица и има разлика во квалитетот помеѓу нормално. Тоа е нема васкуларизација, нема крвни садови. Тоа е главниот проблем. Кога немате доволна васкуларизација на местото и стално тоа е организмот има своја заштити, секогаш создава материјал што најбрзо се создава, тоа исто кога ги се пресечете и цел живот имате ожилјак, затоа што на повозрасни луѓе се создава секогаш ожилно ткиво. Таква и тоа е една така наречено cartilage like, значи нешто слично на раскавица се ствара брзо, но не е 100% на раскавица. И вие потоа, дури на ендоскопските методи, кога проверувате, тој дел од раскавицата ви пропаѓа различно од останатиот дел кој што е здрав. А што е со оние инекции што се дават директно во коленото? Некои содржат хиалуронска киселина, други пак плазма богата со тромбоцити, PRP метода.
Што возможуваат тие, ако не може да ја регенерираат Да, раскавицата? меѓутоа делуваат, значи основна работа се имате, ова се два поима, значи да не се мешаат. Едната работа е таа регенеративна или PRP. PRP значи дека е плазма земена и тоа е во насока на регенеративна медицина. Отприлика вака. Тока е, да, така изгледа таа плазма, тоа жолтото од овде што е извадено, значи се земаат 15 милилитри крв венска. Добро. И од таа се центрифугира и се вадат најдобриот дел или тие тромбоцити, значи таа плазма која што е изузетно богата со тромбоцити и која што внатре содржи голем број на фактори на раст, фактори на регенерација, трансформирачки фактори и така натаму. Односно, еве, за гледачите да биде поинтересно, да сватат дека тоа се клетки кои што кога ќе дојдат во средина, во делот, значи на зглоб, на раскавица, на тетиви, тие се диференцираат таму каде што се, значи истите тие клетки се диференцираат во тие клетки кои што се оштетени. Преминуваат во клетките кои што се потребни. Да, тоа е таа диференцијација, значи од прости, матични, недиференцирани, се диференцираат во матични клетки, односно во тие клетки кои што се ги заменуваат, условно да кажеме, оштетените клетки. Сега тоа би било во идеален случај, меѓутоа тоа не е така 100%. Меѓутоа имаме и студија една објавена, доби еден студент што беше под моје менторство, доби награда за оваа PRP метода и покажавме дека 70% на квалитетот на животот кај просечно, значи на 50 аплицирани PRP-ња во коленото, имаат подобрување на клиничките симптоми. Тоа значи 70% има подобрување во движење, намален оток, активност, поголеми. На животот се апсолутно и секојдневна активност. Но споменавте 50 апликации, што значи не може еднаш два пати ќе ставаме. Не, тоа се мисли на 50 пациенти. 50 пациенти, добро не ве разбрав. Поентата на PRP да се стави минимум 3 пати. Тоа значи на секои 7 дена, за да добиеме тој кумулативен ефект, за да може да се остварат овие бенефити од таа PRP. Значи тоа се сепак една мала група, меѓутоа светот постојат по 4000, по 10.000. Проблемот е, значи после тоа со тек на време тој квалитет опаѓа, што значи дека не веќе негде на 9 месеца, на една година, веќе не е истиот квалитет на таа зглобна раскавица како пред, што значи дека и тоа што сме го ставиле, почнуваат пак тие клетки од овде да губат во квалитет и да доведуваат до некако на почеток, меѓутоа да не биде од оној првичниот импакт што сме го ставиле со PRP инекцијата. А што е со хијалуронските инекции? Хијалуронска тоа е веќе сосема друга работа, тоа е веќе вештачки хемиски продукти кои што внатре во секоја таа инекција ги содржи сите елементи, значи тоа се глукозамин, хондротини, сулфати и така натаму, сите тие што ги има нормална раскавица, тоа се одлични комерцијални препарати што се прават сегде по свет и кои што служат за директна апликација и освежување и имаат условно да кажам нутритивен ефект, еден ефект на подмачкување на зглобовите, со што се подобрува функцијата. Се смета дека 9 месеца до 12 сега со новите препарати, тие служат за да овозможат 9 месеца до 1 година многу подобрена активност на колениот зглоб. Затоа ќе треба нормално на наредните 9-12 месеца повторно да имате апликација со цел да таа функција се продолжи. Може да се комбинира PRP методата со хијалуронските инекции? Да, денеска и новите субстрати постојат и посебни шприци кои што се комбинација се уште нема јасни студии дали има подобрување на ефектот кога има таква комплементарни, постојат некои првични студии, се смета дека е подобрена, како ќе иде тоа понатаму, тоа е сепак временски период бара, од неколку години за да се процени дали има и колку е добито таа синергија помеѓу тие два PRP и хијалуронска киселина. Професорот, овој момент емисијата ќе биде контактна, ќе им дадеме можност и на гледачите да се вклучат со своји прашања во денешната Телма амбуланта. Зборуваме за болки во коленото, причините кои што доведуваат до овој проблем, но и начините на решавање на проблемот. Веќе појаснивте какви се тие хијалуронски инекции и PRP методата. Може ли кортикостероиди да се применуваат кај овој проблем со артроза, со гонартроза или не? Да, тоа е сега многу битно. Постојат такви протоколи, алгоритми во свет, како тоа се изведува, како иде начинот прво на диагностика, така иде начинот на лекување. Секогаш, прво, значи, алгоритмот секогаш започнува со
А ако е можно да не ставиме ништо, тоа зашто се вика тоа? Се смета дека физикална терапија, диета, баланс, мускулатура, зајакнување, сето тоа доведува, еве на пример, еден еклатантен пример ни представува дека 70% од функцијата на главниот мускул на надколеницата, тој четвороглавиот, ја носи или ги подобрува симптомите ако е добар, цврст, активен, за разлика од луѓе кои што го немаат овој кој што нема добра мускулна маса. Квалитетно изработен четвороглав мускул има поголеми проблеми во колениот зглоб и повеќе оштетување на зглобна раскавица. Значи вежбањето помага. Апсолутно, велосипед и пливање број 1. Број 2. Но некогаш болката во коленото ги тера луѓето да седат повеќе, да не се движат. Тоа значи оној мајгепсан круг. Тоа е тој порочен круг, да. Така. Вие стално се вртите у круг ако почнувате да седите. Значи имате голем број од пациенти кои што доаѓаат и ми викаат докторе, ако седам не ми е ништо. Значи не е поентата вие да седите и да гледате у една точка, не ми е ништо. Поентата на животот е движење. Вие мора да го активирате системот да може да се обавувате секојдневни активности. Проблемите се јавуваат при движење, качување, симнување по скали, при нормална активност. И затоа мора да се движат луѓето, мора да вежбат и денеска јас сум многу среќен што посебно и младите, голем број од нив посетуваат фитнес клубови кои што се активни секој ден, базените се полни со луѓе. Сето тоа значи дека сепак здравствената култура има некоја нагорна линија, што значи дека луѓето гледаат дека тежината, проблемот со тежината мора да го решат, проблемот на ортопедските влошки или да речеме статиката на телото е многу значаен. Голем број од луѓето се жалат на хронични, континуирани болки у колено, имаат рамни стапала, имаат деформирани стапала. Со тек на време лигаментите се деформираат на стапалото. Вие тоа треба да знаете дека во една зграда, ако доле првиот спрат не функционира, може да замислите на секој земјотрес што ќе се случува нагоре. Значи, поентата на све е дека телото човечко мора да го гледате во целост. Не постои фиксирано, еве само у коленото, све во животот мора да се види во целост за да се свати таа панорама, таа акса, таа биомеханика за да се решат проблемите соодветно. Така, со годините доаѓа до деформитети на стапалата, многу имаат кокалче? Да, сите варијанти на пречесто е тоа, ми се чини. Секој човек треба да знае. Тоа ќе предизвика проблем на коленото. Секоја деформација на стоење, на одење, неправилно одење доведува до пореметување на аксата која што удира не само на коленото, тоа исто важи за колкот, исто важи голем број, потоа имаат проблем со рбетот. Лумбосакралниот рбет трпи од лоша статика или лошо оптеретување на телото. А што ако пиеме одредени суплементи, да речеме колаген редовно внесуваме преку уста? Да, тоа пак е тоа многу често да нашиот народ не е добро доктор ова со вежбањето, но дај да пиеме нешто што треба да испијам за да ми трне работа. Значи пак се враќаме повторно. Не е, значи ништо од тие нема генерално новите препарати. Имаш уште нешто и глукозамин? Да, глукозамин. Значи тоа се све модерни современи суплементи кои што имаат влијание. Ќе стигнат во коленото? Па да, меѓутоа колку време тоа треба? Докажани голем број на студии, референци, таму има голем број комерцијала и така натаму. Не е дека тоа нешто ќе предизвика штета, меѓутоа не може тоа да го направи статичкиот проблем или значи основно е кога имате еден проблем на каменна трева. Ако не го трнете каменот за да израсне трева, вие мачкајте, ставајте, поливајте. Вие ако е механички проблемот, тоа мора да го отстраните. Ако е тежина голема, мора да ја намалите, затоа што све друго е само симптоматска терапија која што реално нема да ја направи комплетна регенерација. Имаме гледачи кои што очекуваат да бидат вклучени во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Добар ден, поздрав до студијата да водите. Ви благодарам. И до докторот. Имам прашање вака. Паднав 2013 година, кога мажот ми се почина колената на десно, вадев еднаш вода, ги снимав и сега осеќам многу болка во колената, не можам да ги свивам, кога ќе седнам тешко станувам, се движам, а исто така и татко ми страдаше од колена, мислам како наследна болест. Дали треба да ставам блокада или да вадам вода? Така, што треба да преземете во овој случај? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете. Типично прашање, да не кажеме сигурно е едно од најфреквентни прашања што се поставуваат. Значи, посттравматски, апсолутно
мора да, за да може да го реално решиме овој проблем, мора да започнеме со соодветна диагностика. Значи, возраста е многу битна или пресудна во овие моменти што понатаму и како ќе се следи протоколот што е наменет за лекување на оштетена здобна раскавица. Тоа е една работа. Второ, многу е битно дали има придружни повреди. Значи, дали е тука лигаментарен дел, дали има пореметена акса. Сето тоа доведува за да крајниот исход или прогнозата на лекувањето мора пациентот да го знае. Јас сум еден од тие, да кажеме, opinion лидери кои што секогаш на пациентот се труди да му објасни што ќе добие со било која метода што ќе направиме и кој му треба да што да очекува. Голем број од пациентите мислат дека вие ставите инекција и дека тоа ќе трае и дека више е завршена работа. Што значи дека доколку е пациентката која ќе дојде, нека дојде кај нас на преглед со сите исследувања, со тоа што ги има резултати. Ако треба дополнителни ќе направиме и ќе одредиме начин на лекување понатаму. Што значи дали ќе се одлучиме на инекција, дали ќе се одлучиме на артроскопија, значи метода ендоскопска, што ја викаат во народот позната како ластерска метода за чистење, за лепување на раскавица, вадење на страни тела, внатре распадната раскавица и така натаму, или за вештачко колено. Сето тоа се опции кои што на крај луѓето не треба да бегаат од тоа, затоа што тоа ќе им овозможува поквалитетен живот. Основно на све да прво да замислете вие како изгледа тоа да секој ден станувате со болка. Секое станување да ви биде мачно. Секое движење или помислување се откажувате од нормални активности само затоа што ве болката ограничува. Треба малку да има една поголема храброст. Јас ќе повторам, пациенти од овде и во Норвешка имаше еден пациент 91 година и кај нас во тоа време од овде, кој ќе кажевте некој колку години имате, 80, ајбе добро е, значи, битно е како е да терај. Пациентот од овде на 91 година, не бе зашто, колку ми ја сакам да си имам квалитетен живот, што треба да направам да се оперирам, значи кај нас е тоа буквално сватено баук операција. Не, дајте нешто да мачкаме, да пијам некој све што има суплементи ќе се купи, ама не да се отиде на операција или на интервенција или на нешто што за нив представува непозната тема и страф од непознато, тоа мора да го самите апсолутно да го надминат за да биде тоа нормална за нив нормално решавање на проблемот. Имаме уште гледачи и уште прашања од гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до почитуваниот професор и до вас како водител. Накратко би објаснил својата состојба на двете колена, поготово на десното колено. Така? На возраст од 42 години сум. Лани, пред точно една година, во месец декември, коленото беше диагностицирано делно оштетување на не лигаментот, туку на менискус. Менискусот, да. Добро. На менискусот. Извршена е хируршка интервенција во болницата Свети Разно во Охрид. Се чувствував добро и после оперативниот зафат и после рехабилитацијата. Сите мускули ги зајакнав со тоа што ги правев сите вежби. Меѓутоа, голем љубител сум на планините и собираш на шумски плодови. Во месец мај активно движев по планините и така со доста голем товар. Така? И имаше големо притискање на колената. И предпоставам дека тогаш ви се случи некаков проблем? На коленото ми собра вода. На ортопед ми извадија вода, ми олесна, добро ми беше. Меѓутоа сега пред 4-5 месеци се јави доста изразена голема болка, со тоа што и на моменти на надолнина кој ќе одам, ми откажува коленото и можам во секој момент да паднам, значи се чувствувам несигурно. Така, ве предпоставам дека ви интересира што да се презам, им добив знак дека има многу гледачи што чекаат да се вклучат и да постават прашања, за тоа ќе ве замолам да сублимираме, да биде што пократко, предпоставувам совет што понатаму. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Да, ова се прашања кои што многу тешко се дискутираат вака, затоа што кога е веќе пациентот опериран еднаш, мора да знаеме прво што е направено. Артроскопски дали е направена менисектомија, значи отстранување на еден дел, дали е лепење, дали е шиње на менискусот, тоа е една работа. Втората работа од овде е, треба да знаете, без разлика, информативно за сите, може едно од најтешки оптеретувања или најголеми проблеми се симнување од планина. Значи, ја на сите им кажувам дека проблемите... Се сметаме дека качувањето е проблем. Многу повеќе проблем прави симнувањето него качувањето по планини. Тоа треба да знаете дека доколку сте во можност
Сите луѓе кои што имаат проблеми со колената, апсолутно симнувањето од планина или планинарење, да кажам, во обратна насока е катастрофално. Тоа имате огромна транслација и поради големото оптеретување и нерамен терен, коленото трпи 10-струко поголемо оптеретување на тие делови и затоа кај веќе оштетени колена или вака оперирани колена, без разлика што пациентот сака, има можности многу повеќе да се оштетува и да се уваат тие болки или да не кажеме и на сите други структури кога се симнувате по планина. Што значи, сега не можам да кажам во овој момент што и како е наодот на зглобната раскавица, затоа што менискусот веќе ако е еден дел отстранен, тоа имаме дупло поголемо оптеретување сега на зглобната раскавица и затоа ќе мора да се направи повторна магнетна резонанца, можда евентуална повторна артроскопија и евентуално интервенција оперативна. Професор, имаме многу гледачи кои што очекуваат вклучување. Јас ќе ги замолам што пократко и поконцизни прашања во интерес на времето да може да бидат одговорени што повеќе прашања. Добар ден. И веднаш ќе го замолам гледачот да го намали тонот на телевизорот, најдобро е да го исклучи, бидејќи слушам ехо, за да можеме нормално да комуницираме. Добар ден уште еднаш. Добар ден. Ало. Ве слушаме во програмата, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав за докторот и до водителката. Благодарам. Се јавувам до докторот за едно прашање. Пред 4 години го оперирав десното колено во Свети Разум Охрид и досега се чувствувам операцијата добра, досега се чувствувам релативно добро. Меѓутоа, сега осеќам големи болки во другото колено. Кога го снимав коленото, добив одговор дека раскавицата е истрошена и дека истото колено треба да се оперира. Меѓутоа, знаејќи ги болките и начинот на операцијата, иако сум многу задоволна и благодарна на лекарите и сестрите и сад персонал во Охрид, сепак имам некој страх. Имам 73 години. Па сега ви интересира дали може се направи нешто друго, дали е неопходна операција? Колген сум пиела друзи ампули, друзи лекарства и да не ги набројувам се што ми е препорачено од докторот. Меѓутоа имам сега проблем доле во зглобот на стапалото, во коленото и во кичмата. Дали треба да водам сметка колку треба да пешачам, релативно се движам. Домашните задачи ги обавувам, горе, доле, низвор, подвор. Меѓутоа, кога треба да пешачам, колку треба да пешачам и дали да напрегнува на пешачењето, ако треба 1 километар. Ви благодарам за вклучувањето. Што велите во овој случај, професор? Да, значи, кога реално едното колено веќе оперирано, значи дека апсолутно без диагностика што сега не може да кажеме, реално е дека и ова колено има оштетена зглобна раскавица. Зашто некој да се оперира, а е задоволна, тоа е исто, повторно една енигма. Моја препорака е секогаш, ако веќе тоа другото колено функционира и нема болки, зашто се мачите со ова колено и да чекате да престане само од себе или да пробувате да пиете сите можни суплементи, све да правите посебно да одите, да не одите, а да не го оперирате тоа колено. Тоа ми е повторно ќе кажам нешто што страв од операција сепак. Па да, меѓутоа, значи стравот од секојдневна болка и тоа е исто феномен. Значи вие ако друго е нешто кога вие можете тоа да го да кажеме не го употребувате коленото или некој зглоб кој што ќе кажеме не ви е толку потребен секојдневно. Меѓутоа на секое станување одење да имате болки да не се оперирате стварно чудно. Меѓутоа покрај тоа што е, гледате што се случува сега. Почнуваат болките да се јавуваат и во скочниот зглоб, и во стопалото, и во колкот. Сето тоа е поради штедејќи го коленото, за да не го оптеретите, затоа што ви дава болка, сега почнувате комплетно да ја менувате и статиката и биомеханиката и сега ќе се оштетуваат и другите зглобови, зачувајќи ги, мислејќи дека со тоа ќе ја подобрите функцијата на коленото. Вашиот совет, значи операција и на другото колено, да го слушнеме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Ало. Повелете во програма сте. Добар ден, како сте? Поздрав до вас и до Ви благодарам, се надевам дека сте и вие добро, како што сме и ние. Повелете. Едно прашање само. Ми се јави, јас сум на 60 годишна возраст, имам проблем, ми се јави околу бутот, према препонот и оди до коленото. Болка.
Значи од бутот, болка до Од коленото. бутната, да, од бутната коска, па слегува до коленото и до препонот болка. Дали докторот да ми препорача некоја терапија, нешто што да предвидам? Така, ви благодарам за вклучувањето, што велите за ова? ова е болка најчесто е пренесена, значи дали треба да се одреди дали е радикуларна болка, односно дали представува радикулопатија, тоа е најчесто од овде од последните пршлени на рбетот, каде што има притиснат нерв кој што оди до коленото, или втората исто многу честа варијанта е оштетена зглобна раскавица на колкот. Така, Тие колкот даваат- каде боли, професоре, да појасните, Еде, баш буквално од овде колкот боли, така како што го пишува пациентот. Значи што на препонот. На препонот, некои се сумневаат дури за кила која доаѓаат од овде, имаат ограничена внатрешна и надворешна ротација на колкот, што значи, помислувајте и на колкот, не е само на коленото и на рбетот, значи на долните делови на рбетот, така да во овој случај апсолутно мора да се направи соодветна дијагностика. И тоа, ако е во почетна фаза, дури е подобро да се направи магнетна резонанца и на крлицата со колкот и магнетна резонанца на лумбосакралниот рбет. Со тоа ќе имате 100% екзактна дијагностика што понатаму. Дали ќе треба да се направи физикална терапија, дали ќе треба некоја апликација што збориме интраартикуларни или ќе треба некоја оперативна интервенција. И сосема на крај, бидејќи немаме ни една минута до крајот, кои пациенти се кандидати за хируршка интервенција? Јас имам една девиза, тоа е слушајте свое тело. Значи, доколку од овде можеме да поминеме без хируршка интервенција, да биде безболно, да биде нормални активности да ги извршувате сами, секој човек си има баш буквално персоналитет и така исто и за коленото. Секоја повреда има свој персоналитет, секој оштетување, апсолутно според мене, носи некои симптоми што треба да се реагира соодветно. Не постои одреден пациент или не за операција. Сите реално треба да поминат низ некој соодветен протокол, прво на дијагностика, па потоа да се спомнат или условно да кажам, овие третмани секогаш се започнува со така викам минимално инвазивни третмани. Тоа секогаш подразбира хигиенски, диететски статус, тежина, мускулно-скелетна употреба соодветни. Така натаму се до крај додека ако има комплетни големи оштетувања до оперативна интервенција. Така, и кога е неопходна операцијата, не треба да се чека, треба да се Апсолутно, изведе и не да треба се да се вратат плашиме од луѓето тоа, да. квалитетот на својот живот. Професоре, ви благодарам многу за Благодарам и на гостувањето вас. и за исцрпните појаснувања поврзани со оваа тема. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Гледајте не секој работен ден во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути секако на Телма. Пријатно.